Почитувани колеги пратеници, колегата Артан Груб имаше много интересен, содржаен говор и аз жалам што не е тука, меѓутоа сигурно има обврски и ќе ги слушне нашите реплики. Во делот на неговите сомнежи во донесените пресуди, односно решенија кои ги водеше јавното обвинителство предводено од Врлевски, посебно од етнички карактер, се отвори една енигма околу тоа, значи не само незаконско или кршење на законот, туку и друга некоја страна која е многу специфична и зад која мораме сите да застаниме дека тие сомнежи треба да се преиспитат кај сите нас, односно да се разгледат за понатаму да развиеме една здрава политичка атмосфера и градиме атмосфера во која ќе имаме доверба меѓу нас. Меѓутоа, тоа како можеме да го направиме? Согласно предлог на закон за јавни обвинители, што и ние го поднесовме, во кој и бараме, доколку е возможно да биде, она што беше ветување од предизборно на Социјалдемократскиот сојуз, да биде јавниот обвинител од редовите на опозицијата, да се глада со до 2/3 мнозинство, во кој ќе се избере јавен обвинител на консенсуален принцип, односно начин. Тоа ќе ги постави на други основи и понатаму во иднина на ова позиција лицата што ќе бидат јавни обвинители. Ние сме сите сведоци. Во изминатиот период се жигосувани со доаѓањето на секоја власт, лицата кои извршувале оваа функција и под плаштот во образложение на кршење на законот, односно нестручно извршување на оваа функција, тие луѓе се навистина тешко, односно негативно квалификувани, иако се работи за лица кои имале 30 годишна кариера. Не може да имаме два аршини, двојни, од една страна вака да го жигосуваме јавното обвинителство дека не носи одлуки во интерес на вистината, односно носи на една политичка партија, а од друга страна да постои специјалното јавно обвинителство кое пак носи одлуки, односно ги носи одлуките кои се преферирани од друга политичка опција. Во тој дел ние мора да сме единствени. Затоа јас како пратеник го гледам образложението. Гледам каде можам да најдам, не се работи за заштита, нема да го дадеме или ќе го дадеме Зврлевски, не се работи за тоа. Ние овде дебатираме колку е образложението издржано, дека незаконски, ако знаеме дека сите јавни обвинители не учествува во нивниот избор, односно е само менаџер и не може законски да покренува постапка. Колку тоа е издржано, зад кое постои политичка одлука и која, како можеме во иднина ние тоа да го поминиме. Благодарам.